Здраво! Повеќето од вас што сте љубители на телевизиски серии се сеќавате на разговорот помеѓу Густаво Фринк и Волтер Вајт во популарната серија Breaking Bad, каде на прашањето на Волтер "Што правиш овде?", Густаво спокојно одговара "Исто што и ти, се кријам на јавно место". Повеќето од нас не сме ни свесни колку такви личности или настани се сокриени на јавно место. Особено во она што се нарекува мејнстрим медиуми или уметности. Холивуд е најтипичен пример, каде она за што јавноста се уште не е подготвена да го прифати како реалност, се промовира како научна фантастика, односно како уметнички израз. Го споменав Холивуд, но пред Холивуд имаме примери со уште позначено влијание, а тоа се литературата и стрипот. Ние денес можеби не се соблазнуваме од книгите на Жил Верн, но во времето во кое се пишувани биле итекако сензационални. Истаков е примерот со Артур Кларк. Дело чие што луцидно отсликување на еднината не остава без див. Во ова видео ќе ви го свртам вниманието на еден стрип лик кој подоцна со филмуваните верзии доживеа светска слава, за кој верувам нема човек на планетава кој нема слушнато, а тоа е Супермен. Приказната во кратки црти е следнава. На планетата Криптон и се заканува уништување. Родителите на Супермен во обид да го спасат наследството на Криптон го праќаат нивниот син на планетата Земја. Детево слетува во едно мало градче во Америка, каде бива најдено од брачен пар земјани кои го посвојуваат. Ја чуваат неговата тајна и го израснуваат како сопствено дете под име Кларк Кент. Остатокот го знаете од филмовите. За да дојдеме до поентата на ова видео, мораме да тргнеме од далеку и од дамнина, од самиот почеток на цивилизацијата како што ја знаеме денес. Тој почеток официјалната историја го датира во древниот Сумер. Цивилизација за која се напишани бројни дела и култура на која ја должиме најстарата зачувана книга Епот за Гилгамеш. Ова дело, заедно со одреден корпус на други дела, Енума Елиш и така натаму, во себе содржи нарации кои го покажуваат директното влијание на оваа култура на еден подоцнежен текст кој ние денес го знаеме под името Библија. Но, прво за Сумер. Колку и да е контроверзен, Закарија Сичин е еден од најдобрите познавачи на сумеро-вавилонската цивилизација. Тој има напишано бројни книги кои сочинуваат така наречената земјина хроника. Но овде, заради потребите на ова видео, ќе направиме краток осврт на теоријата изнесена во овие книги, базирана на проучувањето на древните сумеро-вавилонски текстови. Според Сичин, во сончевиот систем покрај Меркур, Венера, Земја, Месечина, Сонце, Марс, Сатурн, Јупитер, Уран, Плутон и Нептун, постои уште еден член, така наречената 12-та планета, што е истовремено и насловот на првата книга од серијата Земјини хроники. Името на оваа планета е, претпоставувате, Нибиру, а она што е специфично за неа е токму нејзината долга и елипсовидна орбита, благодарение на која доаѓа во близина на Земјата на секои 3600 години. Владетел на оваа планета е Ану. И според сумеро-вавилонските текстови, на оваа планета и се заканувала некаква катастрофа слично како на Криптон. При што Ану ги праќа своите два сина, Енки и Енлил, заедно со цела експедиција на Земјата со цел да ископуваат злато. Златото е елемент кој на одреден начин требало да им помогне во одржувањето на стабилноста на атмосферата на Нибиру, а на самата планета Нибиру го немало. Енки и Енлил се од самата владеачка класа на Нибиру, синови на самиот владетел Ану, по чие име жителите на Нибиру се нарекуваат Анунаки. Тие со себе носат една пониска класа на жители на Нибиру, наречени Иџиџи или Иџигу, кои ги користат како работна сила при ископувањето на златото. Поради свирепите услови на работа, овие работници се побунуваат и биваат истребени од самите Анунаки, кои со тој чин се оставени без работна сила. За таа цел,
со генетска манипулација, додавајќи свој генетски материјал на најпогодниот примат на земјата, најверојатно одредена форма на Homo erectus, го создаваат Homo sapiens, кој им служи за истата намена. Претходно ја споменав Гилгамеш, книга која во себе содржи значителни совпаѓања со содржините на првата книга од Библијата, што укажува дека настаните во битието се произлезени од многу постари извори. Сега доаѓаме со паралелата на сумеро-вавилонските текстови и Библијата. Нешто што укажува на можно раскажување на исти настани во две различни култури. Пред да навлеземе во анализа на оно што го наоѓаме во Библијата како содржина, морам кратко да напоменам за изворите од кои произлегуваат современите преводи на Библијата, кои се битни заради методот кој го користам овде за анализа на овој текст. Оригинално, јазикот на кој е напишано петокнижието на Мојсей, односно првите 5 книги од Библијата, е оној така наречен библиски еврејски јазик. Овој јазик се пишува од десно на лево, без празно место меѓу зборовите и без употреба на самогласки. Првиот превод од ваквиот еврејски настанува некаде во вториот век пред нашата ера во Александрија, каде Стариот Завет бива преведен на грчки за тамошната бројна еврејска заедница која претежно го користела грчкиот јазик. Така настанува така наречената Библија Септагинта. Кај остатокот од евреите продолжува да се користи претходно споменатиот текст на еврејски. Бидејќи текстот на еврејски за разлика од другите јазици не познава одделени зборови и не содржи вокали, бил отворен за интерпретација, заради слободниот избор на разделување на зборовите и самата вокализација, која само по себе значела и можност за промена на значењето. Ова се променува со уведувањето на така наречениот мазоретски текст, во кој се применува одвојување на зборовите и вокализација со специјални знаци, а со самото тоа е постигнато и одредено фиксирање на значењето. Овој текст е помлад, датирањето е меѓу 7 и 10 век од нашата ера. За разлика од Септагинтата, мазоретскиот текст е сепак на еврејски јазик, што е значајна работа. Овде неизбежно се среќаваме со италијанскиот лингвист и библист Мауро Биљино, кој работејќи на преводи од мазоретскиот текст, кој е познат и како Ленинградски кодекс, доаѓа до запрепастувачки откритија. Мал куриозитет. Сите библии кои се во употреба во православното христијанство се засновани на Септагинтата, додека во западното католичко протестантско христијанство на мазоретскиот текст. Самите латински библии од првите векови исто така се базирани на Септагинтата. И покрај популарното мислење дека на еврејски Бог се пишува Јахве или Јехова, првата реченица од Библијата го негира тоа. Берешит бара Елохим ет хашамаим ве ет хаарец. Во почетокот Бог ги создаде небесата и земјата. Овде Бог се преведува еврејскиот збор Елохим. Им на еврејски е наставка за множина, додека самиот збор Елохим има своја еднинска форма Ел или Елоа. Оно што е многу впечатливо е што на многу места во самата Библија јасно се прави разлика меѓу Ел и Елохим, при што очигледно е дека Елохим секогаш означува група на индивидуи. Сега, ниту јас сум експерт за еврејски, ниту очекувам вие што го гледате ова видео да знаете еврејски, затоа со помош на интернет, користејќи го интерлинеарниот превод, имајќи при рака Библија, можеме да ги консултираме овие делови кои укажуваат на множината на Елохим, односно се она што во Библијата е преведено како Бог. Битие глава 1 стих 26, Битие глава 3 стих 22, Псалм 81, Екзодус глава 20 стих 2 и 3 и така натаму. Она што се забележува е дека Ел е еден вид титула, додека Елохим група на индивидуи кои имаат таа титула, пандан на Анунаки. Така имаме Ел Јахве, преведен како Господ Бог, Ел Шадај како Семоќен Бог, Ел Елион како Севишен Бог и така натаму.
Ел е впечатлива како наставка во имињата на повеќето архангели. Микаел, Габриел, Уриел, Рафаел, исто како и во името на Јаков, Битие глава 35 стих 10, Израел. Ова е долга и неисцрпна тема, но верувам гледачот кој имал трпение да дојде до овде, сигурно се прашува каква врска има сево ова со Супермен. Супермен е стрип јунак создаден од Џери Сигел и Џо Шустер. Неговото име на Криптон е Кал-Ел, син на Јорел. Случајноста во наставката Ел ќе беше прифатлива ако горе споменативе автори на стрипот не се и двајцата евреи, што упатува на инсайдерски информации кои ги имаат кодирано во наративот на една речиси прозаична приказна за суперхерој од друга планета по име Криптон, но која толку многу наликува на веќе споменатата Нибиру. Супермен е битие кое е сосема нормално по стандардите на Криптон, но на Земјата е супериорен на остатокот од човечката раса. Мокен и долговечен, но не и бесмртен и неуништив. Библиската инспирираност на Супермен беше експлицитно покажана во филмот Човекот челик, каде буквално беше представен како Исус, кој се жртвува за човештвото. А кога сме кај Исус, знаете кои се неговите последни зборови? Ели, Ели, лама сабахтани. Видите Псалм 21 и Евангелие по Матеј, глава 27, стих 46. Што во превод би значило Ел мој, зошто ме напушти? Намерно не велам Бог, зашто овде ова е збор кој не можеме да тврдиме дека означува Бог, а преведувачите заради догма и удобност и еднинската и множинската форма ги имаат преведено со Бог. Се надевам дека оваа тројна споредба Анунаки, Елохим и Супермен ви се допадна и ви инспирира да истражувате. Секое добро до наредното видео.